Најпрво сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите кумановки и кумановци кои што во изминатиот период на кампањата не примија во нивните домови, ја разгледаа нашата програма и дадоа многу предлози, сугестии, па дури и критики. Во оваа прилика сакам да истакнам дека водевме мирна кампања и во истата да отваравме нови алтернативи и можности за развојот на Куманово, а и секаде во сите градови каде што Движење Знам за наша Македонија имаше своји кандидати за советнички листи и секако вклучувајќи и општина Центар со нашиот кандидат Мирослав Лабудовиќ. Ги повикувам сите граѓани, не само на Куманово, на цела Македонија, да излезат во недела масовно на избори и да ги поддржат изборите и да ја дадат својата поддршка за кандидатските листи на Движење Знам за наша Македонија. Бидејќи тие се различни од останатите. Тие се исполнети со препознатливи носители на листи, но и обични луѓе како вас кои доаѓаат од вас и за вас, воедно да дадат директна поддршка на нашиот кандидат во општина Центар Мирослав Лабудовиќ, да биде следниот градоначалник на општина Центар. И во оваа прилика ги повикувам сите кумановчани исто така да ја дадат својата поддршка во недела за континуитет и континуиран развој на општина Куманово. Бидејќи јас, како актуелен градоначалник, не го користам зборот че, туку секогаш велам направивме и верувам дека ќе успееме да направиме и во иднина уште поголем број на проекти и да дадеме дополнителна душа и на нашиот град и на нашиот народ, а заедно во соработка со владата ќе успееме во тоа. Денеска е последниот ден од предизборната кампања пред одржувањето на првиот круг на предстојните локални избори што треба да се одржи в недела на 19 октомври. Ноќеска на полноќ почнува изборниот мол кој ќе трае до завршувањето на изборите. Од понеделник 20 октомври ќе почне кампања за оние општини каде нема да биде избран градоначалник во првиот изборен круг. Министерството за внатрешни работи во пресрет на локални избори 2025 континуирано презема мерки и активности во рамки на своите надлежности со цел непречено и безбедно спроведување на изборниот процес, соопштија надлежните. Согласно направените проценки и воспоставените планови на денот на изборите, полициските службеници ќе бидат присутни во близина на локациите на избирачките места, како и на клучните сообраќајни точки со цел зголемена ефикасност и навремено откривање на можни нарушувања на јавниот ред и мир. Безбедноста на граѓаните ќе биде гарантирана со стандардните материјално-технички средства, мобилни тимови и пунктовско работење, а ќе се користи и современа технологија, дронови за воздушна контрола, со цел побрза реакција и преземање на соодветни мерки и активности во случај на инциденти. МВР апелира до сите граѓани и до политичките партии да придонесат за мирна и демократска атмосфера, да ги почитуваат упатствата на полициските службеници и да се воздржат од било какви активности кои би можеле да го нарушат изборниот процес. Во организација на Општинското основно училиште Толи Зордумис во рамки на проектот Еразмус Плюс програмата, вчера во Занаидчиски дом се одржа презентација на прирачникот Звукот на нашите срца и програма за музикотерапија, одобрени од Бирото за развој и образование. Пред присутните, учениците и наставниците преку вежби го објаснија функционирањето на проектните активности кои може да се применат во наставата на изборни предмети во основните училишта. На едукативниот настан присуствуваа председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска и представници од секторот за образование на општина Куманово, објави општината. Во организација на Кикбокс Федерацијата на Република Србија, викендов ќе се одржи меѓународен турнир во кикбокс под наслов Трофеј на Белград, согласно календарот на Светската кикбокс организација ВАКО. На турнирот ќе учествуваат надпреварувачи од сите категории и возрасти, меѓу кои и кикбокс клубот Куманово 2006 со своји представници во потешките дисциплини.
Трениравме континуирано и како и секогаш сме подготвени за надпревар и борба. Очекуваме добри резултати и медали, како што тоа го правиме веќе 20 години, изјави тренерот и професор по физичка култура Сашо Илиевски. Тој воедно упати апел до идниот градоначалник на Куманово за поголема поддршка на спортските клубови и пофер распределба на средствата од локалната самоуправа. Тој додаде дека целта е развој на спортот во Куманово и достојно представување на градот на домашно и меѓународно ниво, како и поттикнување на младите спортски таленти.